Понудата на станови ја надминува побарувачката и тоа за двојна, односно има повеќе од 5000 непродадени станови, а се градат двојно повеќе. Најголема побарувачка на станови има во општините Центар, Карпош и Аеродром, каде цената на квадрат е околу 1000 и над 1000 евра. Во другите градови пак становите се продаваат по драстично пониски цени за метар квадратен. Нема да има поевтинување на становите и покрај големата понуда, градежниците не очекуваат да падне цената за метар квадратен. Вела дека градежните материјали и работната рака постојано поскапуваат. За 2 години трошоците по тие основи им пораснале за 5 до 10%, па поради тоа градежниците не мора да ја намалат цената на становите. А освен тоа, градежните фирми се соочуваат и со голем недостиг од работна сила. Според податоците од Агенцијата за катастар, по првиот квартал годинава, над 5340 новоизградени станови се непродадени, а во изградба се уште 11300. Најбарани на пазарот се гарсониерите и станови до 50 квадрати. Во првите 3 месеци годинава, најскапо се продавале станови во Скопски центар, со просечна цена над 1000 евра за квадрат, а најевтини биле становите во Штип, кои што во просек се купувале по цена од 470 за метар квадратен. Во период помеѓу 2010 и 2015 година, 7613 граѓани кои претходно живееле во општина надвор од рамките на градот Скопје, се преселиле во една од 10 општини кои припаѓаат на градот. При тоа најголем број, или 1483 граѓани се доселиле во општина Аеродром. По нив следуваат 1198 граѓани кои се населиле во општина Карпош и 1135 во општина Кисела Вода. Најнеатрактивна општина за жителите кои доаѓаат надвор од Скопје во разгледуваниот период е општина Шуто Оризари, каде се доселиле само 129 граѓани. Скопје и околината се најсоодветен пример во Македонија. Многу често ги слушаме експертите како велат дека Скопје е град проектиран за население до 350.000 жители, дека нема инфраструктура да одговори на големиот број жители, дека забрзано се гради, а треба да се преземат конкретни мерки, како внесување на климатските промени во урбанистичкото планирање, подобрување на собирањето на комуналниот и цврст отпад, јакнење на зелениот фонд на градот и други мерки. Што се однесува до купувањето станови, од Министерството за финансии соопштија дека граѓаните отсега може да аплицираат за новите и подобрени услови за субвенциониран стамбен кредит. Каматните стапки за првиот модел, во кој државата субвенционира дел од месечната рата, се намалени од 3,95 на 2,9% за првите 3 години. За четвртата и петата година, каматите се намалени од 4,44% на 3,9%. Например, за кредит од 50.000 евра, само по основ на камати граѓаните ќе заштедат 1300 евра, соопштуваат од Министерството за финансии. Граѓаните кои планираат да формираат или да го зголемат семејството, ќе имаат едногодишна субвенција на месечната рата во висина од 30% за секое родено или посвоено дете за корисниците на кредитите, кои ќе го зголемат семејството во рок од 10 години од добивање на кредит преку проектот.